Здраво на сите! Добро дојдовте на овој вебинар, односно онлайн предавање, каде што нашата денешна тема ќе бидат американскиот долар и најважниот настан од оваа недела, односно објавата на извештајот за NFP и стапката на евровртеноста, со посебен фокус на евродоларот и цената на златото. Веројатно повеќето од вас знаат, меѓутоа ќе се представам повторно. Моето име е Симона Блажевска и јас сум senior account менаџер во Fortrade. Особено ми е задоволство што сте денеска со нас. Доколку имате било какви прашања, слободно можете да ни се јавите и да побарате да зборувате со вашиот senior account менаџер или пак представник со корисничка подршка, кој што секако со задоволство ќе ви помогнат. Пред да продолжам понатаму, ќе ве замолам да одвоите малку време и да го прочитате нашето предупредување за ризикот и одрекување од одговорност. Јас сум сигурна дека повеќето од вас веќе знаат дека покрај можноста да се остварат добивки од тргувањето со CFD, постои ризик да се претрпат загуби. И секако за тоа морате да бидете свесни. А сега ќе ве замолам да ми дозволите да ви објаснам што е тоа специјален извештај, се разбира доколку не знаете. Специјалниот извештај е кус преглед од една страница, кој што содржи анализа на пазарот и нашата цел е да ви обезбедиме едноставен и разбирлив извештај кој би можел да ви помогне во тргувањето на финансиските пазари. Ќе избереме инструмент како што е на пример златото или пак валутен пар и ќе ви ја покажеме нашата најдобра проценка за насоката на движењето на цената, за да можете да тргувате со неа, се разбира доколку сакате. Оделот за истражување на пазарот секојдневно изработува посебни специјални извештаи сходно пазарните услови. Имено, специјалниот извештај се состои од фундаментална анализа, геополитички настани и техничка анализа, која што вклучува пивот точка и нивоа на подршка и отпор. Важно е да разберете дека одлуката дали сакате да тргувате врз основа на специјалните извештаи или пак не, е само ваша. А сега да погледнете еден пример за неодамнешен извештај на пазарот. Тука можете да видите фундаментална анализа за тоа што се случува со USA 500 берзанскиот индекс, односно S&P 500. Можете да видите дека ова е извештај за раст на цената на пазарот во текот на период од една недела и нашата анализа сугерира дека вредноста на USA 500 ќе се зголеми. На врвот можете да видите некои геополитички настани и фундаментални анализи кои што би можеле да влијаат врз индексот USA 500. Например, делот од американските стимулативни мерки и некои информации за поединечните акции кои што го сочинуваат овој индекс. Кога користите специјален извештај, од витално значење да ја погледнете тековната цена врз која што се базираат пресметките. Во овој случај, ако тековната цена достигне 4370, како што можете да забележите од левата страна на екранот, ова го покажува најдобриот момент според нашата проценка за отворање на позиција за тргување. Се разбира доколку сте одлучиле да тргувате врз основа на овој специјален извештај во моментот кога тој бил активен. Подолу може да ги видите насоката на трендот и временскиот период. Исто така, важно е да знаете како да ги користите опциите за запирање на загубата и земањето на профит. Понатаму ги имате нивоата на подршка и отпор. На овие точки можете да ги ставите опциите за запирање на загубата и земање на профитот, а во продолжение ќе ги погледнете и пресметките. Ако ја затворите позицијата користејќи земи профит, можете да очекувате добивки кои што се прикажани на овие нивоа на отпор во зелените поли. Ако пак цената оди против вас, тогаш може да имате загуба на овој износ на овие нивоа кои што се прикажани во црвените полиња од табелата. И за крај, да напоменеме дека пресметките на добивката и загубата се базираат врз обемот на тргување од еден лот. А сега да преминеме на нашата денешна тема. Тоа е NFP извештајот и неговата важност за финансиските пазари. Имено, NFP се официјалните податоци за растот на работните места во САД во текот на изминатиот месец. Вистинскиот главен број во овој извештај представува бројот на работни места кои што американската економија ги добила или изгубила во текот на претходниот месец. Поважен број за базарите сепак е разликата помеѓу промената и очекуваните резултати на аналитичарите и економистите кои што се објавуваат однапред. Во претходните години NFP податоците беа позитивни поради добрите резултати на американската економија.
Сепак, економското влијание на COVID предизвика пат на НФП на најниски нивоа досега. Брзиот економски раст по укинувањето на мерките за спречување на ширењето на коронавирусот предизвика и закрепнување на работните места, што покажуваат и новоотворените работни места, кои што ви се означени и со сино на графиконот кој што го гледате на екранот. Теја погледнеме сега и стапката на невработеноста. Имено стапката на невработеноста се подобри во последниве години, намалувајќи се од почетокот на 2020 година, а минатиот месец малку порасна и моментално се наоѓа на 4,2%. Поголемиот пат на економската активност поради мерките за спречување на ширењето на COVID-19, невработеноста порасна на 14,7%. Невработеноста потоа падна на историски најниски нивоа, бидејќи работодавците повторно ги вработија отпуштените и економијата повторно почна да се зголемува. Бидејќи инфлацијата останува над целта, трговците внимателно ги следат бројките. А сега да погледнеме каков е односот помеѓу НФП извештајот и стапката на невработеност. Имено, НФП се објавува заедно со индикаторот за стапката на невработеноста секој прв петок од месецот. Кога објавениот резултат е различен од предвидениот, тогаш имаме волатилност на пазарите. Генерално, пониската стапка на невработеноста е подобра за економијата, бидејќи се отвараат нови работни места. Но откако инфлацијата ги допре своите највисоки нивоа во последните неколку децении, Фед ги зголеми каматните стапки со цел да ја забави преграната економија. На неодавнешниот состанок во март, Фед ги задржа каматните стапки на 4,5%. Имено председателот на Фед, Джером Пауел, се задржа на предвидените две можни намалувања од 0,25% во оваа година, што го зголеми расположението на пазарот поради загриженоста околу инфлацијските тарифи. Резултатот на НФП извештајот, кој беше повисок од очекуваниот, би можел да го поддржи доларот, а и акциите, што сугерира дека економијата е во добра состојба. Но во економија со висока инфлација и високи бројки на НФП би можеле да предизвикаат загриженост дека намалувањето на каматните стапки може да биде одложено, што може да биде негативно влијание врз акциите. Понискиот резултат на НФП може да биде позитивен за цените на златото и среброто, бидејќи имплицира дека инфлацијата е пониска и затоа можеме да очекуваме намалување на каматните стапки. А сега да го погледнеме претходниот извештај за НФП. Имено НФП, кој што беше објавен на 5 април овој месец, покажа дека американската економија отворила 228.000 нови работни места, што беше значително повисоко од предвидувањата на аналитичарите за 137.000 нови работни места. Стапката на невработеноста пак минатиот месец беше во согласно со очекувањата 4,2%, поради што се зголеми влијанието на резултатот на НФП извештајот. Инвеститорите ќе обрнат внимание на бројките на НФП овој месец, за да видат дали тековните трендови ќе продолжат. Да видиме какво било влијанието врз пазарите на НФП извештајот и стапката на невработеноста, најпрвен со графиконот за движењето на цената на вредноста на евродоларот. Имено, тука можеме да видиме каква е реакцијата доколку резултатот е понизок од очекуваниот. Можеме да видиме дека евродоларот паднал за 0,4% до крајот на трговскиот ден. Резултатот на НФП извештајот кој што е повисок од очекуваниот би можел да го потикне падот на повој валутен пар поради растот на доларот, бидејќи постои импликација дека инфлацијата исто така може да се зголеми. Но, како што може да се види и на графиконот, овој валутен пар од тогаш се зголемил за 3,82%, главно поради стравувањето од трговската војна и потенцијалното економско забавување во Америка. А сега да го погледнеме и графиконот односно влијанието врз цената на златото. Пазарната реакција на пониските резултати на НФП беше падот на цената на златото за 1,81% до крајот на следниот трговски ден. Трговците со злато се загрижени бидејќи поголемата економска активност во САД го намалува просторот за намалување на каматните стапки, кое што се смета за позитивно за цената на златото. Но цената на златото порасна за 9,56% од тогаш и достигна свој највисоки нивоа на сите времиња. Главната причина е повторно стравување од трговска војна, или поточно стравување од потенцијална трговска војна, кое што се претвори во стравување за тоа колкава штета таа трговска војна може да и нанесе на глобалната економија. Исто така постои длабока неизвестност околу царинските политики на САД, кои се чини дека немаат многу конзистентност,
што предизвикува трговците да се свртат кон средствата на безбедност за солниште, како што е златото. Поголемо купување на злато од централните банки на земји како што е Кина исто така ја поддржува цената на златото. И инвестициските банки како JP Morgan, Goldman Sachs неодамно продолжија да ги зголемуваат своите целни таргети за цената на златото, главно наведувајќи ја тековната несигурност околу трговската политика на САД како фактор за раст на цената. Пазарите остануваат фокусирани на најавите за царините на председателот Трамп, кои што имаат директно влијание врз финансиските пазари. Златото се нарекува безбедно за солниште, бидејќи во услови на геополитички и економски превирања, овој благореден метал има тенденција да ја задржи или пак зголеми својата вредност. Што можеме да очекуваме овој месец? Именно се очекува бројот на НФП да изнесува 128.000, додека пак процената на стапката на невработеност е повторно 4,2%. Тоа е според invest.com. Овој месец бројките на НФП извештуваат ќе бидат важен податок кој што ќе влијае врз политиката на ФЕД во иднина. Според правичните изјави се очекува бројките на НФП извештуваат да изнесуваат 130.000, невработеноста се очекува да остане на 4,2%. Последните бројки за инфлацијата во САД беа малку под очекувањата, од 2,8%, а намалувањето на каматните стапки може да се случи дури во јуни. ФЕД ќе се состане на 7 мај, а во моментов постои 95,3% можност каматните стапки да останат непромениати. Но постои 4,7% можност каматните стапки да се намалат за 25 базични поени, односно од 4,5% на 4,25%, покажува алатката на групата CME FedWatch. Доколку бројките на НФП бидат во согласно со очекувањата или пак малку пониски, тоа би можело да предизвика раст на цена на злато и на акциите. Евродоларот исто така може да се зголеми. Високата бројка, придружена со помала невработеност, може да предизвика негативност и распродажба поради стравувањето дека намалувањето на каматните стапки на ФЕД може да биде пониско оваа и следната година, а еврото и златото може да паднат. Бројките на НФП извештуваат ќе влијаат врз пазарите, додека валутните парови со долара, цената на златото, среброто и акциите може да бидат вистина погодени. За крај ќе ве замолам уште еднаш да одвоите кратко време и повторно да го прочитате нашето предупредување за ризикот. Се разбира, ние во Fortrade многу внимателно ќе ги следиме резултатите на НФП извештуваат и стапката на невработеноста. Вие доколку имате било какви прашања или пак сакате да ги искористите можностите за тргување кои што ги понудува НФП извештајот, ќе ве замолиме контактирајте со вашиот senior account менеджер или пак представникот за корисничка поддршка. Јас ви благодарам за вашето денешно присуство, до следно видување с Богом и наскоро придружете ни се во Fortrade.